Значи ние сме задоволни од целото водење на постапката која еве од 5 јули до сега експедитивно, правишно и праведно е заврши судот со една условна казна која ќе им даде на обвинетите можност, простор да може да нанесторуваат вакви кривишни дела, се работи за млади личности, ваква опомена можеби им треба да тргнат во животот од прав пат. Уште еднаш ќе ви кажам дека судот на еден европски начин го заврши овој судски процес и препораката после ова судење е да и другите судски процеси кои се влечат со многу години се завршуваат на овој или сличен начин. Презадоволни или начинот на водењето на истрагата и на денешната главна расправа. Ке речете заради тоа што признаа вина, меѓутоа сите тие состојби укажуваат на нешто друго, на такви млади личности кои прв пат доаѓаат во судир со законот, најкомпетентна и најдобра одбрана е да се признае вина, да се даде опомена и воидина да не сторува вакви други кривични дела секој од овие млади луѓе. Ви благодарам. Мислам дека ваквата казна ќе влијае и на генералната превенција на останатите учесници во овие собери што ни се случува овде. Секој има право да демонстрира, се разбира, меѓутоа границата на линијата, да не кажам на некаква црвена линија, треба да ја почитуваме сите. Мирно, достоинствено. Сигурно можеби и ние не сме задоволни од нештата што ни се случуваат со некакви предлози кои поминаа во собрание, меѓутоа начинот на изразување на незадоволството не сме да помине во рамка на некакви насилни протести со штети последици, да не кажеме и со повреди на полицајци и нешто полошо.